Во Основниот суд во Велес денеска почна судењето на Ангелче Николов, кој со својот автомобил во декември лани ја усмрти 11-годишната Магдалена, а тешко ја повреди нејзината мајка. Според информациите оттаму, обвинетиот признал вина. Елена Ивановска-Муковска го следи денешното рочиште. Елена, што се случуваше денеска во Основниот суд во Велес? Да, така Александар, судењето само што заврши пред малку, откако обвинетиот призна вина и пресуда ќе има в петок на 17 во 12 часот. Величкиот суд ќе објави санкцијата за Ангелче Николов поради сообраќајката во која смртно беше повредена малолетната 11-годишната Магдалена Иванова, а со повреди помина и нејзината мајка. Тој денеска, како што кажав и на почетокот, призна вина, рече дека се кае, се извини на семејството и на целата јавност. Побара и поблага казна. Ова според адвокатот на семејството на жртвата, кајање не било искрено, туку единствено со цел за да помине поблаго со оглед на тоа со какви казни се соочува. Тој е обвинет за две дела. Едното е тешки повреди на безбедноста во сообраќајот и второто дело е неукажување на помош. Обвинителката поведниот говор го почна токму со звукот на автомобилот и како што кажа, ова сообраќајка завршила кобно поради тоа што обвинетиот не ги почитувал правилата на возење во сообраќајот, но и затоа што истиот ден конзумирал и алкохол пред да се случи сообраќајната незгода, но не само тоа, таа потенцираше дека тој не застанал да укаже помош, заминал и потоа речиси 2 дена бил целосно недостапен. Очекувам во текот на петок, значи 17, да биде изречена и санкцијата. Ќе слушнеме каква пресуда ќе донесе Велешкиот суд за овој случај. Толку за сега, повеќе информации во 15:30.